Рекордни 243 ново заболени од коронавирусот во Македонија и 4 починати за само 24 часа. За неполна недела регистрирани се речиси 1000 нови случаи. Новија неповолни бројки се приклучуваат и статистиките за смртноста. Македонија убедливо го држи првото место во регионот по бројот на смртни случаи, дури 350 на милион жители. Пораст има и на активните случаи и на хоспитализациите. Комисијата за заразни болести викендов ја разгледува епидемиолошката состојба. Некои медиуми објавија дека во понеделник ќе предложат на владата скратување на работното време на угостителските објекти до 22 часот, а во недела да не работи ништо, ниту маркети, ниту молови, ниту ресторани. Но од Министерството за здравство ги демантираат овие информации. Оттаму велат дека засега нема одлуки за нови мерки. Доктор Игор Николов предупредува дека ситуацијата е алармантна. Вчера имавме бројка која што е повеќе од 13%. Тоа ќе го изложи здравствениот систем на уште поголем притисок и ќе ни изложи на еден голем предизвик кој што ќе дојде во идниот период, а тоа е посебно предизвик за матичните лекари и за здравствениот систем да се прави разлика помеѓу обична настинка, да се прави разлика помеѓу грип и да се прави разлика помеѓу инфекција со ковид. Доколку би бил тој што одлучува за препораки, јас сметам дека непотребно е движењето во ноќните и полноќните часови на младата популација. Дали за 15 дена во Македонија ќе дојде до ескалација на епидемиолошката состојба со оглед на отварањето на градинките, игротеките и дел од училиштата? Николов вели: дозволивме фијаско во здравствениот систем, погрешни чекори се прават и во образованието. За жал не видовме некои организирани мерки. Доколку не се превземе сериозна стратегија за образовниот процес, покрај тоа што се наоѓаме во една состојба да имаме црно сценарио, односно да порасне бројката, имаме и една состојба да нашите ученици останат, односно нашите генерации останат недоволно образовани, недоволно едуцирани. Во меѓувреме, болничките капацитети низ државата се полнат, а болниците се наоѓаат сами. Министерството за здравство нема пари за долго најавуваните 16 монтажни болници и чека помош од Светска банка. Но кога ќе биде тоа, засега не се знае.